Каснување од инсекти, превенција и постапки. Потоплите месеци носат поголема изложеност на убоди од инсекти. Иако повеќето реакции се благи и брзо минуваат, правилното постапување и превенцијата се клучни. Комарци предизвикуваат локално црвенило, оток и чешење. Помагаат ладни облоги и средства против чешење, а за заштита се користат репеленти, заштитни мрежи и соодветна облека. Крлежи можат да пренесат сериозни инфекции. По престој во природа задолжителен е преглед на целото тело, пазови, препони, зад ушите и колената. Прикачениот крлеж треба што побрзо и правилно да го отстрани здравствен работник. Пчели, оси и страшлени предизвикуваат локална болка и оток. Доколку се појават симптоми на алергиска реакција, отежнато дишење, оток на лицето, јазикот или вртоглавица, потребно е веднаш да се побара итна медицинска помош. Колку сон ни е навистина потребен? Експертите по медицина на спиењето предупредуваат на последиците од хроничниот недостиг на сон и ги даваат следниве препораки. Здрав опсек, за повеќето луѓе се потребни од 6 до 9 часа сон. Спиењето под 6 часа е нездраво, а под 3 часа е опасно по здравјето. Генетски исклучоци, помалку од 1% од луѓето можат нормално да функционираат со 4 до 5 часа сон, сите останати му штетат на организмот. Здравствени ризици. Хроничното лишување од сон води до диабетес, дебелина, деменција, срцеви заболувања, мозочен удар и депресија. Редовна рутина. Постојаниот распоред на спиење е поважен од бројот на часови. Дневните дремки не го надоместуваат изгубениот сон и треба да траат по 30 минути.